тебе остра моливи, барам рими за нови стихови, пишувам букви мали големи, печатни, ракописни, кирилични. 31 птица весело пеат во хорна жица, и секој клас има своја буква во нашата азбука кирилица. Читаме, пишуваме во секоја прилика, златно писмо, златни букви, кирилица, кирилица. Да ја сочуваме од секоја неприлика, нашата прва азбука кирилица, кирилица. A, B, C, D, E, F, G. Учиме странски јазици, но најважно це А, Б, В, Г, Д, Ѓ. Да не ги заборавиме. Нашиот јазик е македонски, нашето писмо е кирилско. Во аманет ни е оставено пред многу векови, за многу векови. Читаме, пишуваме во секоја прилика, златно писмо, златни букви, кирилица, кирилица. Да ја сочуваме од секоја неприлика, нашата прва азбука кирилица, кирилица. Маршал Тито почнав скоро како изгубена. Затоа што тука беа колешките повеќе учителска школа завршиле, а оние кои што има учителска школа, тие беа наставно повеќе подковени отколку јас. Првиот чекор, прво деление ми се даде, ми беше многу тешко, ама главата ја наведнув, како што се вика. Ги прашав
колешките кои има учителска школа, тие беа со многу широко срце, ми кажа како оде наставата. Иако да јас методика полагав, али не бех се со таа жива материја судрена, соочела и затоа ги користах искуствата и на директорот, кој што многу ми помагаше, иако не е меѓу живите, ама и колешките кои што беа тука, па да ги земам Еленица Станоева, па Љубица Наќева, Мицевска, не со Мицевска заедно се вработивме, и другите останати колешки кои што беа тука, така да не усетив многу да бидам, така да ми биде тешко. Работата беше 1 година. После, кога се прати наставата, кога се пратат сите измени, се постигнува успех. Тие години беа такви какви што беа. Тогаш беше добро. И сега е добро за тие што се во процесот на наставата. Во 83 година бев избран за директор на училиштето и 16 години и 16 дена бев на раководно место, кога веќе 99 година ми дојде времето да се повлечем и останаа младите нашите ученици, што беа мои ученици, што беа наши ученици, станаа наставници, станаа професори, станаа директори и сите директори до сега се наши ученици, што после мене или биле наши ученици. Сегашната директорка е исто така наша ученичка, бивша, што веќе во зрели години и мислам добро ја води организацијата. Работата со деца е многу хумана и многу убава. Има и тешкоти, ама има и убави работи. Поготово кога работи со мали деца, кои се толку искрени и толку наивни, за кои наставникот е се, дури како втора мајка. Е многу убаво, но и одговорно. Затоа што секој родител си го довери на милото и да го образуваш, но и да го воспитуваш. Работата беше напорна, затоа што сакаш да постигнеш тоа дете да има резултат, да има успех. Ако е свати сериозно, многу јасно ќе е напорно. Меѓутоа, ќе најдеш моменти кога да ги релаксираш децата, кога, ако видиш да ти се заморени, ќе им направиш смех, да ги насмееш малку, да ги ослободиш, затоа што тука работи со деца разни карактери. Не се сите исти карактери. Во почетокот имавме по многу ученици во паралелка. По 35-37 ученика. Како се нижеа годините, бројот на децата се намалуваше, па така и ние осеќавме малку помала леснотија, помалку ученици за проверување, помалку тестови, писмени за прегледување. Меѓутоа, сепак треба да бидеш свој на својата работа, си го избрал позиво и кога сакаш треба да го работиш. Јас верувам дека сите тоа го правевме. И верувам дека и учениците беа задоволни. Таму каде што беше потешко, помагавме повеќе, се помагаат децата. Помагавме си ние колегите меѓу себе, соработувавме. Посебно ми е драго што сте тука денеска и што славате оваа година 65 години од почнување со работа на македонски јазик. А јас можеби сум меѓу првите генерации во школата Маршал Тито што почнала да учи на македонски јазик. Затоа што во прво, второ и трето оделение, еви ги свидетелствата се тука, сум пише на българка и сум учела на бугарски јазик. А во четврто оделение, првата наша учителка, мислам од е почината, Парашка Пуцева, ни беше прва учителка на македонски јазик. Тогаш, значи, јас го почнав школувањето во Маршал Тито прво оделение, завршив таму, тогаш беше до прво, второ, трето, четврто, пето, шесто и седмо. Во седмо оделение полагавме полуматура.
приредбите не беа доста убави, квалитетни и сами тие текот на целата таа приредба сами беа обходени и без моја помош пред родителите ја кажува од почетокот до крајот приредбата. Се сеќавам на еден 8 март една родителка и потекоа солзи кога ја слушаше стихотворбата Мајка. Ја рецитираше една моја ученичка која сега е во Америка, се викаше Весна Андонова. Ги расплака сите родители од незиното убаво рецитирање. Им благодарам на децата мои што ме слушаа и што ги прифатија сите мои совети. До ден денес кога одам по улиците, кога се среќувам со нив, со голема почит ми се обраќаат. Започнав да работам во далечната 1951-52 учебна година како учителка во село, во тешки работни услови. Се чекаше на кутија креда да добиеме од околискиот одбор за просвета и некоја дузина моливи да им ги поделиме на учениците да имаат со што да пишуваат. Но тие времења останаа зад нас. Сега е поинаку. Времето оди напред, а со него и технолошките новини. Како училишен педагог, во училиштето работев околу 14 години и тоа повеќе со проблематичните и сиромашни ученици. И за сите нив наоѓа време да им помагнам. Мојот работен век, да речеме, го имам најубавото време во школата Маршал Тито. Тука ми помена и детството, и младоста. Прво, ние како колектив во Маршал Тито бевме најста, тогаш не постоеше ни Сандоматик, не може пијаде. Како колектив бевме многу сложни. Многу имаше другарство и пријателство. Од тука произлегоа многу луѓе што ставија темели на многу институции во општина Струмица. Од тука покојниот Васил Влахов како директор, Ѓорги Мицев како професор по македонски јазик, Грчев Душко како наставник по физичко, Мисла Моти беше Зора Прокиранова, се пионери на формирањето на радио Струмица во Струмица.
Торо Ѓорѓе Митев беше почетник на формирањето рецитали, тогаш ги немаше во време, а во исто време пак Стојан Стојанов, исто така покоен, професор по музичко воспитување, беше организатор и на мандолински оркестар, организатор и на градски хор и Борочон и друштвото, што понатамо продолжи да работи во Домот на културата. Во учителската професија, тоа сум го слушала од еден советник, покојниот господин Бајрактаров, кој велеше: учителската професија е благородна професија, а треба со љубов да се работи, со љубов кон децата, за да има успех. Прв пат уидехме да посетиме школото Јакшич. Отказ поставих соработка да посетиме, таму беше педагог дојде, Стојан Христов исто така дојде и уидехме у Јакшич. Непосред на колегите и јас случајно со оваа колешка која што исто така води моја генерација. Најинтересно беше тоа. Сите зимат кој кај кого ќе биде, оваа колешка стои на страна и вика: ја би узела он мало, а не оти она поголем од мене, исто висина. И вие сега да се запознаеме. Јас се викам, јас се викам Јелена. Па јас се викам Јелена. И се гледаме двете. Гледаме први разред, па ја водим први разред. И така некако чудно. Она по висина вика: исти сме. Она ми вика: јас сум неудата, она. Па викам ја, бидејќи сопругот го загубив многу рано, ја онако викам, али имам две черки. Ја и немогуче. Така да блискоста беше ставена многу спонтано. И сега соработката почна. Децата собират пари и кога дојде 84 година, организирав превоз до Скопје, при помош ми ја даде Савето. Кам Савет ти ми си при помош, ама да се разбереме, нему јас да водам сметка за тебе. И стигнавме во Скопје, децата построени од автобуска до железничка станица. Јас веднага кај овај шефо на станицата ве молам возот кој ќе дојде Балкан експрес, додека не си ги качам децата да не тргне возот. Со воз ги настамених во кушет, машките на една страна, женските. Савето ја оставих на машките да е одговорна, а јас на девојчињата. Овај шефо на кушет вика: госпожи, ја сте паметна или луда? Деца малечки, каде ги водиш? А со нив се договорих со колешката да не чекат во Славонски Брод родителите на тие деца. Тие, кога стигнавме таму вечерта, да скратам малку, во кушетот, значи, јас не заспав. Ноќта ги контролирав дец на кој рач му паднало, на кој ноже, кој голичко, ќе ги покријам. Одам Савето: Саве, твоите ученици гледаш ли он? Ева, заспала сум, Ленче. А да тебе ли да водам сметка или за децата? Како е това едно доживување за Савето и за мене? Да. Јас уште како дете, мојот татко беше наставник. И секој кој ќе ме праша: што ќе бидеш ти? Јас викам: јас сум дирекот на татко. Битолчани така викат, бидејќи јас сум потекло од Битола. И се им викав: јас сум дирекот на татко. И кога повторно би избрала, пак би избрала тај позив, бидејќи сакам да бидам со деца. Какви односи сме имале, мислам оти се беше во рамките на нормалното, на убавото, на добар однос, на човечки однос, на родителски однос, на колегијален однос. Мислам оти немаме многу лоши спомени немаме. Многу малку лошите спомени, што не се така лоши, туку ето на некој начин незгодни спомени. Се е во рок на службата, се е во рок на дозволеното, на нормалното. Имав прекрасен колектив, имав прекрасни колеги, што постигнав. Денеска контактирате? Со колегите, со тие што можам и сега контактирам,
посебно со колешката Елена, бидејќи сме и порано бевме на некој начин блиски и сега сме соседи и добро се разбираме. Дај Боже така да прават сите. Во 1999 година ми беше последна генерација. Токму ми се совпадна четврто деление, 40 години и да одам во пензија. Веќе наполнувам 10 години од пензионирањето. Посебно ви се заблагодарувам што дојдовте и што ме посетивте. Тоа е голема чест за мене. И ви пожелувам исто така и вие да си доживеете и да бидете среќни пензионери. Десет пати да се родам, 10 пати ќе бидам учител. Пак ќе бидам исти учител, пак ќе бидам исти професор. Пак ќе бидам исти директор. Наша прва азбука, кирилица.